Креирање на интернет портал за мали и средни предпријатија, како и електронски водич за инвеститори, се плановите на Центарот за развој на Вардарскиот плански регион. За таа цел ќе бидат инвестирани $15.000, пари кои Центарот неодамна ги доби како награда за воспоставување на најдобра практика на меѓуопштинска соработка од страна на Министерството за локална самоуправа. Истата се однесува на проектот Мрежа за инклузивен развој на Вардарскиот плански регион, поддржан од програмата за развој на UNDP. Единствен регион што успеа тоа да го имплементира потполно од нашите 8 региони и токму затоа е добиена и од Министерството ова престижна, да кажеме, награда што би представува поттик за понатамошно работење. Значи, неколку сегменти ќе се користат согласно плановите на раководството на директорот на Вардарскиот плански регион и службите, така да ние очекуваме за наредниот период таа стратегија да биде изготвена, начинот како се тоа ќе се имплементира и во други сегменти дел од наградата, тоа што ќе учествуваме и ние како општини во сегментот на подобрување на сите тие услуги што треба да се дадат. Целта на мрежата е да се засили координацијата на програмирањето на мерките и активностите за поддршка на јавниот, приватниот и невладиниот сектор во создавањето на услови за развој на силна и конкурентна економија на Вардарскиот плански регион. Градоначалникот Шадиев очекува зголемен обем на работа на Центарот за развој на регионот во предстојниот период. За изготвувањето на нови проекти, за кои се очекува и владина поддршка, планирано е да биде вработен и дополнителен кадар. Вардарскиот регион, знаете дека во минатото беше, ајде не кажеме како постатичен, поне ажурен. Во овој момент можам да кажам дека функцијата на Вардарскиот регион полека, но значително напредува и дека раководниот тим на Вардарскиот регион предводен од раководителот, еве сега имаме и уште импулс да во соработка со UNDP вработиме уште две млади стручни лица, исклучително со познавање на странски јазик, кој што ќе на година дена, кој што ќе ги обучува UNDP за правење проекти и така натаму. Проектот за кој ќе бидат потрошени добиените средства е со регионално значење, а бенефит ќе имаат сите 9 општини од Вардарскиот плански регион.